Бадниково гранче на трапезата значи символ на светлина, здравје и напредок. Дедо Дане од Штип оваа година традиционално бадникови гранчиња продаваше на пазарот во Штип. Граѓаните масовно ја продолжуваат традицијата. Купуваа гранчиња со што внесуваат светлина во својот дом. Донесено од повисоките планини, бадниковото гранче сведочи за продолжување на обичаите од дамнешни времиња. Уште и на селото, иако у шумата живееме, али за Баднико обавезно гранче на трпезата, тоа како останало така што овој гранче е символ на светлината. Символ за здравје, за напредок. И затоа, еве дедо Стефан секоја година, нашиот господин Стефан, ги освете он таму, и тоа се рачуна дека тоа е гранче осветено. Па скоро масовно. Традицијата си стоја, луѓето масовно скоро земаат. Па береме ги нормално, одеме горе у шумата и набереме, после дома ги врзуваме вака, го врземе, го скроеме тука, му ставаме зеленко, значи символ на слобода и здравје, светлина. Бадниковото гранче потоа се става во цвеќе, дрвце или растиние, но најважно од се е да го има на трапезата за бадник, заедно со се останато што е приготвено и посно. После гранчето, толку тоа е символ да се има на Исус, затоа што прво тоа е запалено, дадено е светло у пештерата. И воја, значи, таа светлина преку гранчето да се пренесе во домовите. После утрето, веќе у цвеќе, некој кој има дрва, куќа, ако има двор, у дрвце, у растение нешто и така. Бадниковото гранче е отсечен дел од дабово дрво, кое според традициите на православните христијани во Македонија, а и скоро во целиот православен словенски дел на Балканот, треба да се постави во огништето или каминот и да гори за бадниковата вечер. Општо и целата куќа се украсува со бадникови гранчиња.